Фала ви на сите што дојдовте, јас се извинувам што обичнавме на 10 минути или сте време на секогаш, меѓу другите се секогаш приоритет. Моето име е Елија Митрова, од Младенски сојуз. Доаѓам како представник и проектен координатор на проектот Beautiful City или град пријател на младите, поддржан од Соединената Американска амбасада во Скопје. Многу ми е мило што ве гледаме толку голем број, иако сме во време на голема криза и пандемија, како што е COVID-19, јас мислам кога што гледам сите носите маски, ве молам да ги вадите маските, бидејќи сепак сме во затворен простор. Првичниот план беше да бидеме кај Сава Кулата на отворено место, каде што ќе можеме во круг да ги разговараме на работите. Воопшто не сакам кога јас сум тука, вие сте доле, кога сите сме еднакви, сите еднакви вредности носиме и сите се залагаме за град пријател на младите, да го направиме прилеп, да го направиме уште поголем град пријател на младите. Јас сакам да се заблагодарам на општината што ми дозволија во последен час да се организира самата тркалезна маса во општинската сала. За жал, градоначалникот во правени причини немала можеби денеска да биде. Нема да биде денеска со нас, меѓутоа со мене е Цвета Становевска од локален економски развој. Фала ти многу што си денеска со нас и се надевам на продуктивна дискусија. Исто така сакала да ве замолам сите да се представиме сега и да кажам дека во прилеп работевме заедно со локална поддршка од Центарот за современа ликовна уметност, така што Горан ќе почнеме дека се представиш ти, ќе почнеме Горан и сите да се представите која организација доаѓа и како дали смета дека Прилеп е град пријател на младите. Кратко, само на кратко да кажем. Спете повели? Здраво на сите, јас сум Цвета Становевска, представник од Одделението за локален економски развој во општина Прилеп. Одделението за локален економски развој во општина Прилеп работи на проблемите со младите, пријање на младинските политики, бидејќи во општината до сега не е формирано одделение конкретно за младите. Во овој момент, освен Одделението за локален економски развој, работи и Советот на општината, односно Комисијата за општествени дејности и правата на децата, заедно со Младинскиот совет. Добар ден на сите присутни, морам се да има маска да се слушниме. Проектот Град пријател на младите, што го спроведува Младинскиот совет од Крушево. Ние учествувавме како локална поддршка во овој проект, со што се вклучивме при избор на 10 учесници, кои што беа на неколку дневна обука. Врз основа на таа обука, подоцна работеа на терен и се спроведени во новие Подоцна, значи се спроведени овие формални и неформални анкети, прашалници кои што беа говорени и се најдени во овој извештај. Морам да напоменам дека и јас така извештајот трпав да добив вчера и е факт дека произлегува младите во град Прилеп комплетно, значи не се информирани. Тоа не може да го детектираме дали е пропуск конкретно на општина или пропуск на самите млади, меѓутоа јас мислам дека доколку некој сака да биде за нешто информиран, може да се потруди и да побара податоци и информации од било која, значи, дали државна институција, општинска организација, за некои конкретни работи што ги интересирало и таргетирало младите. Уште накратко сакам да спомнам, јас, значи, сум Горан Ристевски, председател на Центарот за современа ликовна уметност, кој што сме сдружени од областа на ликовната уметност и културата. И морам да напоменам дека во изминативе неколку години, значи, ние имаме позитивно искуство во соработка со општина Прилеп, конкретно со градоначалникот актуелен. Така да, до сега во изминативе 3 години сме спровели околу 22 проекти, од кои што 4 биле финансирани од локалната самоуправа и во нив биле вклучени околу 100 млади луѓе, дел како волонтерски, дел кои што учествувале врз основа на авторски договори. Сме имале неколку иницијативи, неколку
планови и заложби и морам да видам искрен дека сме ги реализирали. Значи во областта на културата изминативе 2 години, не земајќи оваа година поради пандемијата или COVID-19, се инициираше значи платформата Јавен простор, која што се случуваше во периодот од 1 мај до 1 октомври пред градскиот сад и имаше многу голем импакт и ефект врз младите и повозрастните луѓе. Сите бевме значи сведоци, видовме дека во Прилеп има публика за настани и дека луѓето и младите и повозрастните и младите се расположени да присуствуваат на такви настани. Дополнително треба да кажеме да напомениме дека за прв пат лани за пиво фестивалот после пауза од 7 години се потрудивме да се врати алтернативната сцена која што точно ги тангира баш на младите. Имаше детски зони кои што беа новитет и беа прилично прифатени од сите граѓани. Го реализиравме исто така фестивалот 2 години со ред со Марко Новиза, кај што преку визуализација на локални личности се потрудивме на младите да му представиме преку поинаков аспект некои наши ликови во минатото кои што сепак заслужуваат значи да бидат презентирани во денешно време, а во училиштата, можеби и во образовните институции биле заборавени или на некој начин не биле опајчани. Така да, јас можам во областа, значи, зборувам за културни настани и уметност, ние имаме позитивна работа за општината и се надева дека и годинава, доколку не се случеше ова сето што не засегнати сите, дели од овие настани ќе бидат повторно организирани. Годинава исто така, традиционално по 63 пат, ние ги реализираме интернационалните работилници, што Центарот ги организира од 1957 година па наваму. Нормално најдовме свој начин како ние да ги одржиме на станите. Значи, сепак, доколку се има волја и доколку се има желба, може со малце повеќе труд да се потрудиме сите за да ја подобриме сликата или односно младите се чувствуваат поубаво во нашиот град и да бидат повеќе присутни во јавноста. За сега, толку имам. Само ќе ве замолам да има дезинфекциони мараница да препишувате микрофонот кој ќе го предавате на другиот за да превенираме сите дезинфекциони. Да не го користиме воопшто. Да, јас користам, ако сте доволно гласни, нема да има проблем. Долета? Кој како преферирате? Некој преферира со микрофонот, некој без како се? Поздравувам сите присутни. Уклучено. Поздравувам сите присутни, мислам дека ќе се слушаме, нели? Јас сум Елизавета Севаџија, член на Совет на општина Прилеп. Сакам да кажам дека Прилеп од секогаш бил град на младите. Прилеп секогаш се интересирал за животот на младите. Меѓутоа, во последно време мислам дека младите со социјалните мрежи многу помалку се информирани што се случува во нашиот град. Нив ги интересира повеќе Фејсбук и некои трача рубрики отколку да посветат поголемо внимание на некои активности кои што се случуваат. Со оваа програма морам да кажам дека сега се запознав, јас кога дојдов тука, што значи дека треба малце поактивно да се, како да кажам, поактивно значи да се информираат младите. Први, во Прилеп hendikepirani сме со тоа што немаме локална телевизија. Тоа е многу важно. Информациите многу тешко протекуваат. Ќе слушнат по старите, кои ќе му кажа на помладите, ако младите се зафатени. Второ, радијата не посветуваат внимание на вакви активности. Што значи на младите им останува одувано, ако се слушнат, ако случајно видат нешто на тие социјални мрежи и така да разберат. Ја мислам дека младите не се информирани,
доволно, мислам дека имаат многу склоност, има многу талентирани млади во разни области. Дали е наука, култура, спорт, младите сакаат да се дружат, сакаат да работат заедно, меѓутоа треба некој да ги поведи, треба некој да застане пред нив и да ги повика. Мислам дека треба многу повеќе да работите на анимирање на младите. Како ќе, на кој начин тоа ќе биде, тоа останува на вас, меѓутоа треба да ги повикате тие млади. Ние имаме многу млади во Прилеп овдека кои што навистина заслужуваат да се истакнат со својата работа. Благодарам, само ќе замолам да бидеме сите малку пократки, затоа што сте тој индикатор сте имате шанса да се научувате по длабоки. Јас сум Светлана Велеска, советник во општина Прилеп, вработена во меѓуопштинскиот центар во Прилеп. Значи, имаме контакт со голем број на граѓани, значи, кажуват во зборот граѓани и тука спаѓаат и младите. И јас мислам дека се, па да речам 70% информирани и се влезени во тие на изразување на нивните интереси. Добар ден, јас сум Владимир Јордановски, член и водач на изменнички одред Феникс од Прилеп. Јас ќе бидам краток. Едноставно сакам да кажам дека град Прилеп е град на младите, но секогаш може подобро и секогаш може повеќе. Благодарам. Здраво, јас сум Марија Матковска, жител во Прилеп и студент во Прилеп. Кажам дека Прилеп е град на младите и да треба многу повеќе да се работи за младите да имаат повеќе можности. Дечкото што се подпишува? Можеш и без микрофона, ако не сакаш. Добар ден, јас сум Леонардо Бугаевски, член на изменничкиот одред Феникс. Мислам дека треба да се направат повеќе активности во кои треба да бидат вклучени млади, затоа што преку социјалните мрежи ништо не правиме дома, воено само ги губиме денови. Здраво, Никола Багевски, член на Совет на општина Прилеп. Инаку, во своето младинско делување сум од практично своето полновество, доаѓам од политичка партија СДСМ. Поминав низ повеќе незини програми на управување, бев и секретар на младинската организација на општинскиот на локалниот клуб на млади од Прилеп. Така да и со 26 години станав член на Советот, така да активно сум вклучен практично во полновеството во креирање на младински политики. Со вашата работата на нашата организација првпат се запознавам, но стојам на располагање во имена да ме контактирате и тука се Здраво на сите, јас сум Илијевски Ангел, учествував во проектот и преку анкети и интервјуа видовме дека Прилеп е град на младите, но не е доволно. Младите не се доволно информирани. Добар ден на сите, јас сум Веселина Јовановска, член на изменничкиот одред Феникс Прилеп и сметам дека нашата инволвираност во активностите треба да биде поголема и сакамо да бидеме повеќе информирани за истите. Здраво на сите, јас сум Дарко Медановски, председател на Сколошка федерација на Македонија и на спасителната служба Задор во Прилеп. Прилеп секогаш имало квалитетни спортисти, имало и ќе има, но се надевам дека ваквите настани ќе бидат се почести како во Прилеп, за да можеме отворено да ги кажуваме нашите потреби за како побрзо и да ги развиваме младите кон било каков спорт.
Здраво на сите, јас сум Мелена Николовска, член на Советот на млади на општина Прилеп. Јас сметам дека Прилеп е град пријател на младите кои се заинтересирани за можностите што ги нудираат. Здраво на сите, јас сум Александра Стојановска од извидничкиот ред Феникс, член на старешинство или извршен одбор. За повеќе да се запознаете со извидништвото, накратко во една реченица, целта на извидништвото е да создаде систем на вредности кај децата и младите, со цел тие понатаму во својот живот активно да се вклучат во својата заедница и, како што гласи нашето мото, да создадат подобар свет. Здраво и од мене, јас сум Ана Плетварец, исто така дел од старешинство на извидничкиот ред Феникс за Прилеп и таму. Мислам дека Прилеп треба уште многу да работи за да стане град пријател на младите. И тоа е тоа. Александра, Пред се би сакал да упатам добар на сите присутни во салата, да ја поздравам иницијативата на Youth Alliance, кој што денес ке организира ова така лезна маса со цел да се слушне мислењето на младите од градот Прилеп, инаку јас сум Јован Јовановски, актуелен председател на Советот на млади во рамки на Комисијата за социјална работа и заштита на децата во општината Прилеп. Само би сакал да кажам дека Советот се формира лани, е релативно во зародиш и е релативно млад, меѓутоа од старт препознавме голем потенцијал кај младите за соработка и креирање на младински политики и активности. Иако функциониравме скромни 4 месеци пред да започне, да речем, светската пандемија со коронавирусот, сметам дека работите ги помрднавме од статус кво за разлика од претходно, со тоа што општина Прилеп како општина од 2015 година нема младинска стратегија за унапредување на младинските политики, а иницијалната каписла со формирањето на Советот веќе беше подигната, да речем, и се ствара подлога за креирање на таква младинска стратегија, која што се надевам при што поскоро завршување на ваквата пандемија на коронавирусот, во соработка со целокупниот невладин и младински сектор во рамки на општина Прилеп, ќе изготвиме успешна инклузивна младинска стратегија по која што општината, како и досегашната, да речем, успешна соработка, ќе ни возможи да имплементираме истата на дело. Ви благодарам. Здраво на сите, јас сум Погрески Александар, член и секретар на Советот на млади при општина Прилеп. Со досегашната работа од Советот заклучивме дека Прилеп има доста голем потенцијал и за младите да соработуваат во нашата заедница, но недоволно се информирани или не сакаат да бидат, но сепак мислам дека тоа може да се промени во скоро време. Ви благодарам. Добар ден на сите. Јас сум Валентин Димитриевски, председател на локалната младинска организација Сдружение на млади економисти при Средното економско училиште во Прилеп. Благодарност пред се за поканата на овој настан и во однос на вашето прашање сметам дека треба да се покаже на поголема обострана иницијатива како од надлежните органи и ваквите организации, но исто така и поголем интерес да покажат самите млади. Здраво на сите, јас сум Маја Црнковска, член на Советот на млади на општина Прилеп. Мојата првична цел за да бидам дел на Советот на градот беше да се издигне музиката во нашиот град. Сите знаеме дека имаме многу добри и квалитетни музичари, посебно млади, мои колеги. Целта ми беше таа, проектите што цело време ги предлагам се сите поврзани со музика, враќање на градскиот оркестар. Тоа ми е целта и мислам дека ќе постигнем нешто во нашиот град, за младите да почнат да слушаат квалитетна музика.
Здраво на сите, јас сум Елена Илиевска, член на Советот на млади на општина Прилеп. Мојата цел за да бидам член во општина Прилеп беше да се дигне културата во општина Прилеп. Има голем потенцијал за градот Прилеп да биде пријател на младите, но мислам дека треба повеќе заинтересираност на младите за тоа. Здраво на сите, јас сум Маја Ставановска, инаку правник во Сдружение за правна едукација и транспарентност, станица Петот Прилеп, инаку долгогодишен младински активист, а исто така и заменик председател на Советот на млади на општина Прилеп. Јас сметам дека Прилеп е град пријател на младите, но сепак треба да се работи повеќе на напредување на младинските политики. Здраво на сите, јас сум Милен Славјановски. Здраво, јас сум Андреј Мрчевски, учесник во проектот Град пријател на младите. Здраво, сум Блага Консуловски и се интересирам за Град Прилеп да стане Град пријател на младите. Андри, možda da neke moževa za malo koja se rastavlja, zato što sam u Blisku ili jedan ima i tuka mjesto od Nikola Senta. Dobar grad. Добар ден, јас сум Христијан Стандаровски, студент на медицина. Благодарам на поканата од Младинска алијанса. Сметам дека генерален проблем за младите во како во Прилеп, така и пошироко е во делот на менаџирањето. Значи нема доволно менаџмент за да се утврди кои млади се креативни, кои млади може да напредуваат понатаму. Значи, едноставно системот не може да ги детектира тие квалитетни млади. Доколку тоа би се случило, се разбира, тоа би било задоволство и на младите, а и на општината, бидејќи ќе го извлече максимумот од нив. Благодарам. Здраво на сите, јас сум Магдалина Пашевска, студент на медицина и сметам дека треба повеќе да се работи во овој проект за град Прилеп да стане пријател на младите. Здраво на сите, Михаил Девјаковски, председател на Факултетско студентско собрание при Економски факултет в Прилеп и исто дел од проектот. Сметам дека Прилеп е до доста голем степен град пријател на младите, затоа што во последните 7 години како се занимаваме речем со младински активизам, обуки, организации и слично, во повеќе од 85% од случаевите општина Прилеп излегла со било какви барања сме поднесле, но секогаш да речем може така подобро и на поструктуриран начин да се развива во полето на младите. Здраво, јас сум Саша Атанасовски од Прилеп. Здраво, јас сум Наташа Призајенец, сум студент на правниот факултет, сум најден на Град Прилеп и сметам дека младите треба повеќе да работат и да се вклучуваат во различни организации. Ви благодарам. Здраво, јас сум Димитар Брглевски, студент на правен факултет исто и дел од тимот кој спроведуваше истражувањето на денешната тема и сметам дека треба уште да работи при задача град Прилеп. Да. Здраво на сите присутни, јас сум Петра Макаровска, работам во Средно стручно училиште, стручен наставник и координаторка на Младежки социјалдемократски сојуз. Благодарам за поканата. Градот Прилеп доста има сработено за младите, ние цело време во нашата работа сме во комуникација со тие млади. Меѓутоа, потребно е на младите еден центар каде што тие би можеле да комуницираат меѓу себе за постигнувањата што ги имаат, да разменуваат искуство, учествуваат во проекти, да кажат што виделе, како виделе, да применат и тука. А како координаторка на Форум на жени, мислам дека потребно му е доста и е потребна доста обука за родовата застапеност и за родовата еднаквост.
Zdravo na sите, jaz sem Krajči Ilioski, srednjoškolec po gimnaziji Medveščace, isto tako i sekretar na učeničkov parlamenta pri gimnazijah. Член сум во проектот Град пријател на младите и волонтер во Младинскиот сојуз Крушево. Според истражувањата што ги направивме, докажавме дека младите не се доволно информирани за финансиската поддршка за младите, за Младинскиот совет и слично. Фала ви на сите, фала ви што сте во оволкав број. Јас ќе започнам малку од самата идеја, зашто го имплементираме оваа иницијатива. Инаку денеска со мене се Сара и Андреј. Андреј беше дел и од самиот проект, Сара ќе слика и ќе снима денеска. Така што фала ви на сите, фала ти Андреј, фала ти Димитар за локалната поддршка и Крајче за организирање на настава. Мене ми е многу мило што поголемиот дел од групата која што беше во Скопје во декември, која што беше почувана како да мапира, е дел од денешната дискусија. И сега, оригиналната идеја за Град пријател на младите доаѓа од една европска иницијатива 100% младински градови, која е инициирана од повеќе градови кои што се кои што биле младински престолнини во последните 10 години. Самата иницијатива е формирана поради иселувањето на младите од малите средини. Како да ги направиме атрактивни младите средини, локалните средини за младите да не се иселуваат. И еден од заклучоците е дека треба да има ефикасни и инклузивни локални младински политики кои ќе ги адресираат сите потреби и предизвици на младите луѓе. Па така самото истражување се дели во 4 индикатори: финансиска поддршка за млади или буџет за млади, инфраструктура за млади, младинско организирање и техничка поддршка. Тука спаѓа повеќе службите, сервисите за млади и младинското информирање, локален младински совет, младинско учество и локална стратегија за млади. Па како што е и ова тука објаснато, така започнавме ние да работиме уште во 2018 година во 3 општини: општина Крушево, општина Струмица и општина Центар, каде што препораките кои што ги дадовме до општините во голем дел беа дури и имплементирани. Например, во општина Крушево поставија таб за информации конкретно за младите, во Струмица го отпочна реформирањето на локалниот младински совет. Сега, оваа година работиме со 4 општини: општина Прилеп, општина Кратово, општина Струга и општина Каракаш. Сите 4 општини се доста различни според демографски и социјални причини. Меѓутоа, едно е сигурно и вие сите го кажете дека младите не се информирани. Да, точно, младите не се информирани, но мора да најдеме сршта и изворот на тој проблем. Зошто младите се неинформирани? Дали е вината само во младите, дали е вината во носителите на одлуки, во сервисите кои што тие ги нудат за информирање, можеби е вината и во нас, во граѓанскиот сектор, можеби не ги приближуваме доволно сите политики и механизми кои што им се достапни на младите близко до нив. И сега јас сакала да почнам индикатор по индикатор, ќе бидам кратка, затоа што сите пред вас го имате материјалот, истиот ќе ви биде испратен и на вашата мејл адреса во електронска форма. Јас се извинувам за извиници што сме волку нееконтени, има многу страници спринтани, знам дека вие се залагате многу за чувување на природата и што и ние, меѓутоа сметам дека е многу полесно да ги прв пат ги презентираме, да ги имате пред вас самите истражувања. Значи, во врска со финансиската поддршка за млади, дури 80% од младите во општина Прилеп изјавиле дека за време на онлайн анкетирањето дека не се запознаени дали постои финансиска поддршка и буџет за млади. А пак на прашањето дали некогаш пребарувале буџет на општината, одговараат со не знам. Односно, најпрви викаат дека нема буџет, потоа викаат дека нема
како се пребаруваат овие работи. Тие што се запознаени каква финансиска поддршка има од страна на општина Прилеп, идентификуваат во финансиска поддршка на млади земјоделци, на спортски активности, велосипедизам, културни настани. Дали поддржува општина Прилеп социјални иновации, кои социјални иновации они сметаат дека треба да бидат поддржани од страна на општина Прилеп, е вложување во спортски центри, младински културен центар, инвестиции во паркови и во подкрепање на екосвест. Сега, нашите препораки во врска, после тоа ќе отворам дискусијата за сите, знам дека се кажем што додадаш, ќе отворам дискусијата за сите, е креирање на, преку транспарентен и инклузивен начин, креирање на буџет за млади кои ќе кореспондира на законската уредба од новиот закон за младинско учество и младински политики. Доколку некој нешто не разбира, слободно прекинете ме, можам и да појаснам, значи чувствувате се многу комфортно, иако се наоѓаме во многу официјална просторија. Значи креирање на преку транспарентен и инклузивен начин, креирање на буџет кој ќе кореспондира на новиот закон за младински политики, односно 0,1% од буџетот на општината треба да биде наменет за млади и вклучување на активни млади луѓе во носењето на буџетот, предлози и решенија за мобилизација на повеќе млади кои што не се ангажирани. Ова се препораките во врска со првиот индикатор. Па јас би сакала и вас тука присутни да прашам кога ќе завршите со своето излагање, дали знаете дали има посебен буџет за млади во општина Прилеп, како е класифициран буџетот, дали има ставка за млади во буџетот, доколку не сте биле дел од одговарањето на прашалникот и дел од фокус групата и лобинските интервју. Најпрво сакам да ги поздравам ваквите проекти и навистина се радувам кога младите се дојдени во општина Прилеп и разбиваме на ваква дискусија, бидејќи и јас се уште спаѓам во младите и работам на креирање на младински политики, но не се радувам кога општината не е консултирана по основ на бројки и по основ на она што е досега направено од страна на општината, кои се идните планови на општината и што е досега реализирано и што планира да биде реализирано во иднина. Навистина, како што кажам пред медиумите, јас сум навистина разочарана од тоа колку младите не се информирани што се случува во општината, со тоа ќе ви укажам на фактот дека јас носам неколку бројки тука во мене, сам со мене, од кои денеска ми ги дадат службата за финансии. И тоа можам да кажам дека во 2018 година како трансфери на спортски клубови, од кои што 95% се младински спортски клубови, Сдружение на граѓани и фондации, образование и млади таленти и индивидуални спортисти, од овие ставки во 2018 година се исплатени 13.411.695 денари, а во 2019 година 12.798.445 денари. Само по основ на овие 4 ставки. Посебен буџет за млади нема и новиот закон за младински политики е прилично нов од јануари 2020. Јас се надевам дека во иднина ќе има и посебна ставка во буџетот. Меѓутоа, кога зборуваме за вклучување на младите во креирање на буџетот, во 2017 година градоначалникот на општина Прилеп Илија Јовановски го имплементираше така наречениот граѓански парламент, каде што сите здруженија на граѓани и фондации и млади за секој граѓански парламент се поканети да учествуваат во креирањето на буџетот, односно креирањето на проектите кои што општината треба да ги имплементира во рок од 1 или 2 години. Значи, за идните планови на општината. На тие граѓански парламенти имаше доста присутни, меѓутоа не млади. Повикот за учество на граѓанскиот парламент беше објавен и на фејсбук страната на општината, и на веб страната на општината, дури и беше испратен мејл
до вашите здруженија, до фондациите, до училиштата и слично. Што значи дека јас по основ на тоа не се согласувам дека општината не е транспарентно, троши буџетски средства, односно не троши доволно средства за младите. Истовремено можам да кажам дека тие пари не конкретно ги дава градоначалникот, односно не градоначалникот одлучува конкретно за тие пари, туку Советот на општината одлучува, односно Комисијата за финансирање и буџет при Советот на општина Прилеп, односно Комисијата за општествени дејности и правата на децата, кои што се вклучени советници од 4 политички партии во сите комисии. Значи, прилично транспарентно се даваат тие пари и прилично транспарентно се дели буџетот за млади. Фала ти многу, само кратка да објаснам, дека целта на истражувањето е да се праша перцепциите на младите луѓе, но потоа перцепцијата на младите луѓе да биде донесена кон носителите на одговорност. Това е од луѓето што беа фатени со самото истражување. Затоа сега во овој момент за време на капитализмот маса тогаш да бидете комуницирани, да бидете Не го рече согласно, меѓутоа некои од овие препораки и податоци кои што се добиени од тоа што младите сакаат да се направат или што препорачуваат младите да се направат, би избегнало тоа што веќе се повторуваат, некои веќе се имплементирани, би избегнале да знаете би креирале некои нови препораки што сметаат дека треба локалната самоуправа, односно општината да ги имплементира. Така, во тој случај тоа веќе навлегуваме во вториот индикатор, каде што треба да се работи на целосна комуникација и приближување на овие информации до младите и до јавната публика, јавниот дискурс. Извинам, дали некој сака нешто да додаде, да каже, да праша во врска со финансиската поддршка во општина Прилеп? Повелите. Ми извините, аз неколку пати ќе морам да се приклучам. Во однос само на транспарентност, општина Прилеп е доста транспарентна. Тоа никој воопшто не го спори, но начинот на што и како се финансира. Во 2019 општина има издадено 122 финансиски поддршки. Сега, одам први на оние кои сметам дека не се толку најпотребни. Сојуз на борци 80.000 денари, резервни војни борци 50.000 денари, навивачки клуб 25.000 денари. Ако одиме кај извидничкиот одред Феникс има 20.000 денари, форум за истражување на безбедност политики 30.000 денари, Сдружение Центар за делиберативна демократија 10.000 денари, Зодијак друштво за танци и уметност 30.000 денари и така натаму. Коментарот на ова го зборам бидејќи бев директно вклучен во истражувањето, коментарот околу финансирањето е дека не потребно се финансираат здруженија на борци. Мислам, ние тука не сакаме да задржиме, мислам, што ќе задржиме? Младите треба да се задржат. Овие финанси може да се преполуват за сите додат на младинските здруженија или пак индивидуалци. Пошто вториот коментар беше дека треба квалитет, а не квантитет. 122 се премногу. Не потребно премногу. И непропорционално бидејќи не се инвестира квалитетно за да биде видно. Пазал половина овие кои се финансирани ги немаме видени. Јас пример ги немам видени. Има Сдружение за авангардна креативност, исто добива 20.000 денари. И ред други имаше шаховски друштва кои добиле 150.000 денари, а младинските сдруженија добиваат по 20.000 денари. Морам да те прекинам само за секунда, значи дека разговараме за средства дадени на младите. Аз сепак кажа дека од овие средства 95% се дадени на младите. Некои од овие што ги спомна не спаѓаат во здруженија, односно спортски клубови кои што се дел од млади. Сепак не можеме да ги деградираме луѓето кои што не се млади и спортските здруженија, односно клубови да не се финансирали заради тоа што не се млади. Во секој случај јас кажав, тие средства се дадени по основ на повик, каде што се доставени проекти и Комисијата за финансирање и буџет одлучуваше каде и како ќе бидат распределени тие средства. Значи не одлучуваше општината, туку советниците на Советот одлучуваа по основ на дадени проекти, односно што е имплементирано во претходните години и што треба да биде имплементирано во тековната година со тој проект. Точно да, право се. Форум за истражување за безбедност не требаше го спомнам и Центарот за делиберативна демократија, а навивачкиот клуб го спомнам, мислам, има доста спортски клубови што се финансираат и треба, но е навивачки. Така да... Значи сигурно е како здружение, јас
стварно не знам јас сум Така, тоа не, предпоставувам. не ова не е како атак на никоја смисла. Туку само еден коментар дека без да деградираме, но на пензионерите не им треба 80.000 денари за да се организира. Значи тоа сепак јас ќе викам само не е наше да кажеме и да одлучуваме, разговараме денеска што е дадено и колку средства се дадени за младите. Од овие бројки што ги прочитав 95% се дадени за младите. Што сметам дека е општина Прилеп една од ретките општини што има толку многу пари издвоени за млади. Ти сега ми кажуваш податоци за здруженија на спортски клубови кои што не се млади. Вака сега јас сакам да одговорам, бидејќи сум јас член на таа комисија за финансирање и буџет. Да ви кажам дека тие податоци кај се измешани. Не од веб страната. Дозволете, од веб страната нека видам, меѓутоа како се аплицирани сите спортски здруженија, други здруженија на млади и на постари, имаме ние во февруар некаде, така од прилика, крајот на јануар, распишуваме некаков оглас кај што сите тие треба јавен повик, кај што треба да се треба да приложат своји програми. Што предвидува тие во ова наредна година да оствари. Ако веќе зеле лани претходната година пари, треба да ни дава отчет за тие потрошени пари, како ги потрошени. И да ви кажам дека голем дел од нив, бидејќи студиозно ги разгледуваме предмет по предмет, пријава по пријава, или програмите не му се добри, или финансиските планови не му се добри, или воопшто не дали отчет за ланските пари како ги потрошили. Ние сакаме да видиме, да ни да резултати, ако се спортски клубови, да ни да резултати кои се остварени. Ако направиле некакви манифестации, да ни покажат, да приложат слики, да кажат кои гости им биле. Значи, на тој начин тие добиваат средства. Треба да покажат своја иницијатива, да дава отчет за она што досега го примиле и за воиднина да кажа што планираат, како планираат. И врз база на тоа му се одредува пари. А за Сојуз на борци јас не се сложувам со вас дека му се многу пари, затоа што веројатно постоел некој јубилеј на таа организација, а без тие борци ние не би биле денеска овде, да бидиме реални, без таа боречка организација, да не забораваме, не после само млади, него после многу други генерации. И сигурно биле во прашање некакви јубилеи, некакви прослави, на кои што им требале пари, па затоа општината се вклучила во финансирањето. А тука што спомнавте некои не се учесници на јавниот повик, значи добиле накнадно средства кои што со некој си барање, веројатно некој спортски настан, ги спомнавте овие навивачкиот клуб, веројатно за некој настан, фудбалски или не знам како, побарале да му се доделат некакви средства заради организирање на пат или така. Пак ми кажувам дека тоа е врз база на барања на разни здруженија, организации, али со објаснување за што. Јас го читав записникот од Комисијата за финансирање и буџет на општината, објавен на самата страна. Да, овој состав сега на Советот транспарентно кажува на кој клуб, на кој здружение, колку пари точно му се даде. Има широка дискусија, а во Советот кога се усвојува тоа, бидејќи постои позиција и опозиција, се дискутира и на крајот се усвои. Што значи дека оцениле сите дека тоа што е доделено е во ред. Коментарот беше дека ние цениме дека повеќе треба да им се даде на младите, овие да се преполнат. Бидејќи приоритети мора да се има секој. Треба да ни бидат приоритети без да ги дискриминираме другите. Ама веќе кога зборуваме па и од една страна и за позитивна дискриминација, кога може сите позитивно да ги дискриминираме, зашто да не младите веќе и се на ендемски група. Така, попримаме, ничи. Воопшто не. Ама тоа не зависи од комисијата, тоа зависи од самите млади. Колку учествува во одредени проекти, колку побарале од општината. Има кои што воопшто не побарале од општината, организирале нешто, а не се обратиле од општината. Не може општината да ги следи. Во нивно име не можам да зборам, само се коментирам тоа што е напишано. Јас само сакам да напомнам дека не треба ова да се сваќа како напад кон општината. Не, тоа зборуваме за транспарентност и во база на што се доделувани тие средства. Јас би сакала да се вклучам во оваа дискусија. И сакам да зборувам на две точки. Едната точка е само дека термометрот е за јавниот повик кој што се објавува на крајот на јануари и би сакала од перспектива на младите да кажам дека тој јавен повик е всушност за сите
кои што се предвидени да се дадат на тој конкурс да биде наменет само за млади организации. И при тоа општината треба да внимава, мислам да се изнајде свој начин како ќе докаже, односно тие организации како ќе докажат пред општината дека се млади, дали да се зема за просечна возраст и слично. Втората точка е транспарентноста. Се согласувам дека има одредено ниво на транспарентност, но не доволно. Знам дека општината е државно тело, а фондациите и издруженијата кои што се финансираме од страна како организации имаат свој начин на правење конкурси и слично, па мислам дека нивниот начин на бодирање на тие проекти или програми, и тоа е јавно објавена листа, е многу пофер, отколку, пример, општината објавува само кое здружение колку пари добија. Мислам дека тоа не е доказ за квалитетот на програмата на некое здружение, туку треба да има таква една листа каде што сите нивни проекти ќе бидат бодирани. Евентуално, пошто општината добива извештаи за претходно потрошените пари, да се, не знам, може да се направи некој каталог на млади активности во општина Прилеп, каде што би се собрали сите тие активности од различни здруженија, собрани на едно место. Мислам дека би имале почиста слика за тоа што се случува во општината и тоа може да кажеме дека кажуваме, мислам, тој, не знам, каталог би бил еден начин како да се информира и јавноста, но и младите за вклученоста нивна во општината. Hvala ti. Ako zadnji imaš Сусна кратко сакам само да се надоврзам на низиното излагање, односно да постави прашање како би знаела, да речеме, општината или државата во поглед на тоа кои организации би били младински. Однаш имав можност да го прочитам во Законот за младински политики, кој што беше донесен во януари годинава. Агенцијата за млади и спорт би да задолжена, значи да води евиденција, односно единствен регистар на младински организации и здруженија, каде што под млади се подразбираат од 15 до 29 години и секоја организација ќе биде должна да достави список колка број од незините членови се млади во таа возрастна граница, односно 15 до 29. И реално новиот закон е доста перспективен и упатува напред до сите, значи да се го прочитат, просто причина што навистина поради пандемија се чини како изговор се јаваат, меѓутоа реално можностите се тие какви што се надевам дека после успешното намирување на пандемија, новиот закон за младинско учество и младински политики навистина ќе има практична примера заради тоа што остава доста голем простор за млади кои што имаат самоиницијатива, значи кои што сакаат да учествуваат во градење и креирање на младински политики, да се себе остварат и да се самореализираат на тоа поле. Само да се надоврзам, извинете. Значи, покрај јавниот повик да се надоврзам на дискусијата дечко до сега што ја водеше, дека Агенцијата за млади и спорт точно дава списоци и овдека има, значи, посебен фонд преку Комисијата за општествени дејности која што работи, деца кои што постигнале од прво до трето место, дали е тоа спорт, дали е тоа на некаков државен надпревар, тие добиваат дополнителна стимулација, значи тоа се исклучува млади луѓе, да не забораваме дека општината нив ги стимулира. Во зависност си приложуваат тие дипломи или каде учествувале и врз база и на списоците од агенцијата, ако станува збор за спортисти, општината дополнително поединците ги стимулира и му дава награда. Така сега, затоа што прашање да учат, било како еден процент е против тоа што треба да се одела страна според законот за млади, така и во таа насока е нашата препорака дека буџетот на општината треба веќе од оваа година да се преадаптира во однос на законот, односно да има наменет посебна ставка во буџетот која ќе биде наменета само и стрикно за млади. Тоа ќе биде законски наложено, меѓутоа не се што е на закон и се што е на папир е средно, доколку има вода од сите страни тоа да се имплементира. Некој друг нешто да додаде на оваа тема, повеќе? Да додам само кратко прашање. Добро. Младинска алијанса сте искрено да подобрите тоа што во законот за млади е предвидено конституирање на национално собрание за младински политики, кое што треба да се формира, за кое што да се формира треба иницијативен одбор од најмалку една третина од вкупниот број на младински организации регистрирани, значи на ниво на република. Дали има формирана таков иницијативен одбор?
регистарот се уште не е потврден заради повеќе технички проблеми, се уште не е стигнато до формирање на дури не на иницијативен одбор, но јас се надам дека по формирањето на владата дека ќе се започне со активностите наменети од страна на Агенција за млади спорт за имплементирање на сите статки од самиот закон. Дали некој има нешто повеќе да додаде за финансиската поддршка, нешто да праша? Да го праша представителот општина, сега е шансата? Не сега. Можете цело да препаратно Па да, нас многу ни стигаат прашања. Имаме исто така служба која одговара на прашања од јавен карактер, така да ние цело време одговараме и доста и прашалници не стигаат, така да цело време сме достапни. Не само за младите, туку и за пошироката јавност. Добро, во тој случај би преминала кон вториот индикатор, што се нарекува инфраструктура. Односно, младите луѓе во прилеп не се запознаени дали постои канцеларија или не постои канцеларија за млади луѓе. И сега јас може би преминала повеќе и на заклучоци, односно на самите препораки, за во интерес на времето. Потребно е да се вложува во комуникацијските капацитети на службите на општината, односно да се има службени за млади, кој ќе биде млад човек што ќе комуницира со младите луѓе и ќе користи алатки кои се лесно достапни на младите, за да може сите овие работи што ги кажа господјата да бидат полесно да стигнат до самите млади луѓе, да се создаде една континуирана врска помеѓу општината и младите луѓе и да и младите бидат свесни на своите права и обврски и општината да може да ги разбере потребите на самите млади луѓе. Потребно е вложување во капацитетот на општинската администрација, бидејќи неретко кога се зборува за локална младинска политика и за носење на одлуки на локално ниво, се смета дека тоа е градоначалникот. Позади градоначалникот постои тим, постојат служби кои што се релевантни за одредена област, значи младите луѓе не се воопшто информирани, не се воопшто запознаени кој во која служба работи, затоа што секогаш се предвидени со градоначалникот, меѓутоа младите луѓе мора да ги запознаат администрацијата која што работи на ниските прашања да повеќе инволвирани во самиот совет. Исто така пак ќе се навратам на законот, ќе биде исто така наложено со закон да има службеник за млади, но каков е тој службеник за млади, кој ќе го бира тој службеник за млади, е една од нашите препораки дека мора да биде транспарентен и на инклузивен начин да се одбере службеникот за млади, основање на функционална канцеларија за млади, во која што примерно место и пристап ќе биде на младите од општината и вложување во комуникацијски канали на општината за понасочна комуникација, односно младите да прашуваат и општината да може да ги дава своите, да ги информира младите што точно прави на темата млади. Понатаму младински, основање на младински центар, креативно место каде што младите луѓе може да се социализираат и да ќе можат креативно да се изразуваат. Така, значи, во овој момент, тука е младинскиот совет, каде што освен до службениците во општината, сите млади може да се обратат до младинскиот совет. Младинскиот совет дури е достапен и на Facebook. И може да поставуваат прашања и да бараат препораки, да доставуваат проекти, односно иницијативи за побрајно вклучување на младите во генерално, значи, обштествениот живот, односно во креирањето на младинските политики. Ние во локален економски развој искрено ви кажувам дека доста време бараме на конкретно место заедно со градоначалникот, бараме конкретно место за центар за млади. Значи работиме на тоа, ги разгледуваме цело време и европските проекти кои што цело време, значи, излегуваат од страна на Европската унија, UNDP, Швајцарска амбасада или кој да е донатор, за конечно да се изгради таков центар за млади и конечно младите да имаат едно место каде што можат да се социализираат и да разменуваат искуства, односно да имаат достапни бесплатни IT услуги, односно компјутери или место каде што можат да бидат креативни и да креираат нови содржини. Основ на тоа што го кажа и Горан, лани прв пат
текот на летото од културен аспект се случи јавен простор, каде што неверојатно добро реагираат граѓаните на општината, односно 95% беа млади, каде што цело време имаше културни содржини, некој имаше само дека и театарски, некои така театарски представи на отворено. Беше почина во 2018 и во 2019, значи тука има буквално секаков аспект на стане. Од перформанси, изведувачи, самостојни музички групи, театарски представи, дебати од ваков карактер, дел од политички настани, значи соло изведувачи од музика, креативни пазари, значи тоа што Да, нема проблем, ти подобро знаеш овие работи ми. Има некои работи овде така, видите, да ви искрено, кога го гледаме извештајата за клучаците, на моменти да, делува ова сето. Меѓутоа, ние тука не сме најдени никој нешто да навредуваме, да се напаѓаме, туку напротив, како да ги подобриме некои работи кои што на некој начин, еве, биле детектирани. Тоа не значи дека сега ние отуваме забелешки кон локалната самоуправа или кон тие што учествувале во анкетите. Едноставно, тоа е фактичка состојба. Исто така треба да сватиме дека ЕЛАС, единица на локална самоуправа, е комплициран орган. Многу комплициран орган, дури по-комплициран орган од владата или од било кој друг државен орган. Еден податок, статутот на општина Прилеп или ЕЛАС општина Прилеп донесен од 2003 година. До ден денес нема ниту една измена. Затоа не е криv градоначалникот. Значи, тој е надлежен по статут е генералниот секретар. Не е ова и предходниот и било кој. Значи, доколку сакаме ние да произлезат некои иницијативи, како што кажа Цвети, дел од владите можат комплетно, не мора тоа да види до Младинскиот сојуз, значи можат да се обратат со иницијатива за да се пристапи кон такви измени. Годишните програми, само да ви кажам еден податок, до 2016 година, до промената на локалната власт, дали овде знае некој е западнал, дека немаше програма за култура. Немаше програма за култура. Имаше агенда за култура. И општина Прилеп во 2016 година беше казнета од Министерството за култура дека работела 12-15 години без програма за култура. Значи тоа се надмина. Предпоставам сега можем да зборувам само од тој аспект, пошто на специјалност не е култура. И од страна на Советот на општината беа прифатени иницијативи. Јавен простор, значи 5 месеци, 2 години и еден ред други работи. Значи понатаму имам исто невладите вклучено преку училиштата што учествуваат во карневалот Прочка. Во дефилето во сабота сите локални основни училишта кои што се под надлежност, значи на локалната самоуправа, пошто тука има еве во случајот конкретно бил интервјуиран некој професор на економскиот факултет од Прилеп. И сега тој има забелешка, вели, треба да се подобра, вели, студентските услови. Да, меѓутоа, ние треба да разграничиме. Економскиот факултет нема допирна точка со локалната самоуправа. Локалната самоуправа не може ништо тука да стори за да се подобри студентските услови. Значи, тоа е под Министерство за образование. Општината ги има децентрализирано само основните училишта. Понатаму има, да речеме, една забелешка да се има канцеларија во Домот за култура. Домот за култура е национална установа. Не е се уште децентрализирана. Да, со законот за децентрализација треба да види и наша локална самоуправа, конкретно градоначалникот, имаше расположение да се децентрализира домот, меѓутоа од причини тоа не се реализира. И сега тука градоначалникот или советот или комисиите немаат ингеренции да му наложат на домот на култура да отстапува простор. Меѓутоа, затоа ние, како невладен сектор, младите и други иницијативни групи, креативци, може да пристапат таму и таму да се обратат писмено и таму да ги реализираат своите идеи, проекти или заложби. Така да, извештајот е комплициран. Нормално е, за да разбира некој малце закони, статути, заложби, органи на општинска, на локална самоуправа, на државна, сепак треба да ја познава еден правен аспект. Но исто така, сакам да кажам дека може да се подобри конкретно веб страната, да речеме, на општината, односно, не знам по чија надлежност е, кој е администратор, поставам тоа е на пиар секторот,
Може да се подобри веб страната, кај што би можело да биде разнолика, да додадиме, значи сега одиме конкретно по заклучоците, да го додадиме советот, кој е младинскиот совет, кои се членови, кој за што е задолжен, кој е правник, кој е за спорт, кој е за културата. И тогаш, ете таа постапност, и значи ништо не е страшно во извештајот, туку едноставно само имплементираме некои ситни работи кои што утре ќе бидат во добровит и на младите, и на возрастните, исто и на представниците на локалната самоуправа. Значи со некои такви мали заложби можеме и така да направиме поголем импакт. Овие забелешки што биле офатени од страна на испитувачите, да бидат пример на тој начин разобличени или подостапни на младите или засегнатите групи воопшто. Точно е, ни треба и борците, ни треба и младите, дека ни треба поголем буџет, да, тоа е добро сите да го имаме, без оглед, значи, за која општина се работи, се стремиме да одиме напред, нормално, условите се други, средства секогаш колку повеќе, толку подобро за сите, толку подобро и за спортот, и за образованието, и за културата, и за сите сектори кои што треба да го направат нормално градот подобро место за живеење на сите граѓани. Да, затоа се согласувам со на веб страната дека наистина може би треба да се подобри најте исто за годишен каталог. Затоа што младите прават го има готвено, што локалната самоуправа поддржува основно младите да се инкорпорираат и да бидат успешни во општествениот живот, односно во општината. И го запишат тоа и ветувам дека во највозможно во општината ќе го... Да, тие се до технички работи, или може технички работи, да, вистина би значи. Нема никој. Самото треба да се најде начин како полесно се комуницира, веќе младите луѓе могу да бидат на тоа е реалност, може би социјалните медии може да се направи. Да, меѓутоа, морам да те прекинам, меѓутоа општината е сепак орган и ние сега јас например некој пишење на Facebook, јас не смеам како административен службеник, не смеам да ви вратам вас на Facebook. Значи имаме служби кои што одговараат на прашања кои што се од јавен карактер. Зборам за иновативни алати и социјални медиуми каде што може да се пристапи да бидат достапни информациите за млади. Да бидат така, административен службеник, туку да има канал преку кој вие комуницирате, меѓутоа ќе бидат двонасочна комуникација, каде што луѓе може да поставуваат прашања и да, важно е вебсајтот да видат сите работи бурно што Значи тоа е работа на пиар, без оглед кој за кој период прашува. Тоа е работа на пиар сектор. Младите се најчесто на социјалните медиуми, затоа треба да се инвестира во тие канали за да може младите луѓе да разберат што точно се случува. Исто така, во општина Цинтар имаме канцеларија за млади, која се наоѓа на супер атрактивно место во Цинтар, за жал е нефункционална и неискористена страна на младите луѓе. На почетокот беше како капче за невладините организации, каде што можеме со поддршка на општината без финансиски импликации да организираме настани. Меѓутоа младите не ја користат. Вајка што мој предлог е, мој личен предлог е доколку барат локација за листа за канцеларија за млади, да ги консултирате младите луѓе, да ги кажете младите луѓе и сега јас ве прашувам вас младите луѓе, што мислите вие каде треба да биде канцеларијата за млади во општина Прилеп? Постои простор дека точно во центарот, кај што јас после ќе ви објаснам каде. Кој што му е достапен на сите младите, а не го знам дека постои тој простор. Општински простор тој? Не е општински, државен, али може да се направи напори да премини во општина. Никој младите? Кај би сакале да видите канцеларијата за млади на општина Прилеп? Ова е наш центар. Може да е некој предлог има. Повеќе Во таа платформа за направа, ние неколку организации сме таму да може да се реновира и да се направи простори за другите организации, пошто знам дека многу организации бараат канцеларии за општината, така да тој простор кога се реновира и се ослободи за нашите организации, така може да види исто така и канцеларијата за младите и да види може да само и да се направи млади културен центар да ги стара. Александр Криваша, не знам дали Александр Криваша. Сакам на претходниот одговор да се надоврзам во помет на функционирањето на Советот на млади, само сакам да напоменам дека беа креирани, значи, и Facebook страна, и Instagram страна на Советот на
Младинскиот совет упати отворен апел покрај на страната, значи даде своја имейл адреса на која што младите би можеле да покренува иницијативи до Советот на млади како да се подобро, односно што да се организира во поглед на младинските политики. Меѓутоа, од она што го разговаравме претходно, тече моментот функционирањето е реално ставено во мигување, ниту една иницијатива не беше потегната преку социјални. Факт е дека не може да допри Facebook страната која што е креирана однос до секој млад човек. Мислам, и тоа е неоспорен факт. Дури бевме во преговори со комисијата која што ние патрон, реално ние функционираме во склоп на комисијата за заштита на правата на децата и социјални дејности, да се воведе посебно капче на самата страна од општината во која што ќе биде заставен Советот на млади се со цел да таргетираме, односно што повеќе млади луѓе да бидат запознати со работата на Советот. Тоа што иако не е некој самостоен правен субјект, меѓутоа има начини на кои што гласот на младите може да допре до општината, односно до институциите во општината кои што се релевантни и кои што реално можат со своји одлуки да влијат врз младинските политики. Неинформираноста е факт. Значи, прашањето се поставува дали младите, односно неинформираноста на младите е од недостаток на самоиницијатива или треба, а до сега не е пронајден таков начин, како општината би ги опфатила, односно би ги таргетирала или би пронашла начин да допре до самите млади. Сега, искрено јас имам 28 години, сметам дека само иницијативност на младиот човек, без разлика дали има 15 или 20 или 25 години, е клучен фактор во неговото навлегување и креирање на младински политики. Да, лесно е да се каже сакаш да учествуваш во креирање на младинска политика и секој ќе ти рече да. Меѓутоа, од друга страна, останува фактот дека многу ретко кој млад човек се дрзнува подлабоко да навлезе во таквите проблематики. Затоа што е лесно сите да кажеме дека сакаме да учествуваме, меѓутоа прашање е што точно правиме за да учествуваме и да бидеме дел од младинските политики во рамките на општината. Тоа е ваша улога, да бидете мост помеѓу младите луѓе, да ги канализирате нивните ставови, па да ги пренесете, да ги застапувате на Совет. Моменталната функција на Советот на млади е таа. Значи, да прибира иницијативи од страна на младите, а војни на своја рака да понесува, односно да креира панели, панел дискусии и слични ствари, се со цел да прибере што повеќе информација, односно иницијативи од страна на младите. Меѓутоа, со новиот закон за млади и младински политики, буквално целокупното делување на Советот на млади во рамки на општината се маргинализира и се дава, и тоа е добро, ради тоа што треба да се даде простор на самостојни правни субјекти составени од млади да креираат младински политики. Ради тоа што реално системот е поставен таков каков што е и млад човек многу ретко се доведе во себе си во ситуација да креира младинска политика од проста причина што се не знам, не се изборил, не сакал да се избори или да не навлегуваме да речем во непотребни дискусии. Меѓутоа сум длабоко убеден дека со новиот закон за млади, доколку постои иницијатива кај младите, јас като млад човек на 18 години, заедно со уште 5 други формиравме Сдружение на граѓани, не ни требаше покана некој да делуваме, да речем, младински на ниво на општина Прилеп. И затоа сметам дека младите треба да бидат иницијалниот фактор, тргнувајќи сами од себе, за да придонесат во креирањето на младинските политики во рамки на општина. Андре? Вака, првен за тоа што го кажа, точно е дека најпрво ни треба првиот чепор да биде од нас, од младите, да имаме некоја иницијатива самите ние. Најголемиот проблем што го заприметив меѓу дискусија што имавте претходно, спомнувате некакви бројки за толку пари, онолку пари. Проблемот е што се фокусирате на парите, а не на иницијативата како што кажати. И друга работа, Горан беше? Горан, да. Ни кажавте некоја информација во врска со кои работи кои можности ги има општината да ни понуди нас на младите, а кои не, па тоа е проблемот. Ние
до тие информации немаме пристап. Јас затоа кажам, Односно не сме комплетно на свет. Овие на страната, пример, јас знам дека мене ме интересира, знам кој е советот, меѓутоа некој не знае, ама јас знам како да научам, некој не знае, заради тоа може, пример, да ги пишиме членовите, без оглед кои се. Исто така, ако не знам за вас, ама од моје гледиште, не се чувствувам доволно спремен да пристапам до самиот јас, да пристапам до општина и да му кажам, еј, нас на младиве ни треба ова, од причина што сам како глас не важам ништо. Сосем кратко, ако заврши, само се ставам да кажам дека Советот на млади има свој буџет, односно ние не располагаме со пари за да помогнеме со било што. Клучниот момент беше што Младинскиот совет, односно Советот на млади во рамките на комисија, што веќе функционираше регуларно, како составено од советници од општинскиот совет на старите, ние значи можеме да служиме како канал преку кој што би се пренесувале конкретни иницијативи до оне што треба да ги слушаме, народски кажем. Тоа е потребата од тие младински организации, останати невладини организации, да ни ги пренеса нас информациите. А за приметите дека само тие ги добиваат, самите организации ги добиваат информациите, ама не се пренесени на сите млади. Значи, ако за примете имам додушен и нема простор толку сега со ситуацијата, ама сме мал број на млади, околу 20-тина некаде. Значи, само 20-тина да сме успеале да бидеме информирани за овој настан и да дојдеме од тие што се замара и што сакаат да се постигне нешто. За разлика од тоа што Прилеп провајда 60.000 кипе, значи 20 од 60.000 е процентот премак. И тоа е потребното, информираност на младите. Не е битно дали ќе добиваме 20.000, 30.000 или 50.000. Понатака како се развива, кој ќе има причина ќе се добива парите. Не треба да се фокусираме на парите, треба да се фокусираме на структура за информација. Од Феникс има микрофилмаш работа влазбе? Не сосем кратко, само затоа им поздравувам иницијатива односно она што се донесе во новиот закон за млади, да има во рамки на секоја општина постојано, значи, службеник со редовно работно време, кој што реално спомнам дека треба да биде избран на транспарентен начин и да биде млад човек пред се, за младите луѓе да може буквално секој ден во рамки на работно време да се упатат и да си прашат било што и да ги интересира, заради тоа што реално Советот на млади не е на располагање, односно не функционира секој ден, докато тржиме седмици, еднаш на 2 недели, претходната пракса беше еднаш на меѓу еднаш на 2 недели, а понекогаш се случува и еднаш месечно. И затоа викам, значи, потребата е да има постојано човек што е платено во законот за млади, новиот закон за млади што се донесе, да се вработи човек кој што постојано ќе биде во контакт со самите млади, да ги пренесува, прво да ги собира нивните впечатоци иницијативи и да ги пренесува на соодветно место. Јас би сакала само да неколку препораки до Советот на млади. Супер е тоа што имаме Совет на млади во општина, што каде што може да се обратиме, но не треба да очекуваме веднаш дека сите млади пријатели да се обратат во Советот на млади. Прво треба да се стекне некаква доверба на младите кон Советот на млади, затоа што, како што кажа претходно, многу голем дел од нас не сме запознаени ниту со работата, ниту со мисијата, ниту со визијата, ниту со целта на Советот на младите. И затоа мислам дека тука треба многу повеќе да се работи. Добро е тоа што имате Facebook и Instagram страна, но треба тие да ги направите атрактивни за некој да ги види. Значи да има визуелен идентитет, лого или што и да е, да има промотивни материјали, дали тие ќе бидат проверени во средните училишта или во факултетите или во младинските организации, сепак треба би, мислам, вие сам да измислите кон Советот на млади да малку повеќе да пристапите кон ваша промоција на вашата цел, за да знаеме ние за кои работи можеме да се обратиме кај. И да, факт е дека младите може би кај младите има недостаток на самоиницијативност, но наша работа, наша задача е да видиме она што е она што е атрактивно, што може да ги допри младите, за да поттикнеме некоја иницијатива да почнете и нешто да прават. Така да тие се моите препораки за дискусија и конкретно Совет. Мислам дека преминавме на крај на младински
повеќе. Само малку сакам да додам. Исто мислам за знаат совет на млади или било кој општина Прилеп. Сум зборувала малку од позиција на млад човек повторно. Само да кажам дека многу важно клучно во комуникацијата која што сакаат да воспостават со младите е да направат истражување, што е атрактивно, преку кои канали треба да се да комуницираат со младите и слично. Сега ќе спомнам една кратка само добра пракса. Со Сојузни извинници на Македонија работевме на 30-дневен извиннички преизвик, онлайн предизвици за време на карантин. Свативме дека нели само што почна карантинот, сега комуникација се префрли на Zoom, ама по 2 месеци Zoom веќе излите на комуникација, така што мора да постојано да се движиме со светот напред и да гледаме што е атрактивно, што е тоа што во моментот го запреќа окото на младите. Бидејќи да, сите седиме на Инстаграм, ама нема нас да ни привлечи око некој досаден пост за без нагледи, така што треба да е нешто светкаво, нешто вау. Едноставно креативно, малце креативно. На TikTok. Да, дури и TikTok. Ако треба и TikTok и TikTok. Ние сме социјални медиуми на располагање на сите мисли за 0 денари. Има Така, да не ни биде изговора нема пари, нема зона пари, има работи алатски механизми кои што може секој ден од нас да ги користи, што не коштаат ништо. За да стигне информацијата без оглед од кој карактер е до поширока публика. Има на TikTok баш пред некој време гледав има хаштаг за европските парламентарци, ги тираат европските парламентарци, прават предизвици на TikTok што се луѓе од средновечни луѓе што младите ги стимулираат да тираат, што наречено парламентарците да комуницираат со младите на TikTok, така што доколку сакаме да воспоставиме двунасочна комуникација, ќе мора да се адаптираме и младите, ќе мора и младите да се адаптираат на што е општина, што е локална самоуправа, како таа функционира, но мора и општината да биде во трен со младинските потреби и предизвици. Министар, сакаш да додаде? Да. Само цесна првичната точка. Ќе се навратам околу културното центар. Сега бидејќи во тек на со истражувањата, значи ова е став што ќе кажем, ајде, офрекот. Потребен е културен центар, си вика нешто налика МКЦ Скопје. Значи си има некоја таква замисла. Од друга страна, салата си има страх или сумнеш дека тој центар ќе биде клинч на политичките партии и дека тие ќе стопани со бацони. А не просто автономија на младите. Стравото е дека двете политички партии ќе се борат кој да стопани со младинскиот центар. Генерално. Па сам показал околу тоа кога би се работело да се внимава да се овозможи автономен простор каде ќе стопанисуваат млади или ќе го креативат млади. Пошто има нели да речеме уметници, креативци или па некои, можеби не знам, економски факултет што знае да менеджира млади и да им се даде можност тие да го предводат тоа и ќе биде тоа нешто што ниту една друга општина го нема направено, а околу тоа што сме и што не сме општина, бидејќи Горан спомна, општината да може и со децентрализацијата не е тоа повезано околу дом за култура што зборувавте и ред други работи, но законот не ја обврзува општината, но ниту ја ограничува. Значи има правилна иницијатива, која има персонална финансиска самостојност. И така да може да оставиме да биде креативна општината. Општината искрено и колку и да сака не може да биде толку креативна. Мислам, јас ги поздравувам иницијативи, навистина јас како млад човек би сметала дека ова би било идеално буџе, ама општината, координацијата на општината со која е била друга институција, веќе тука преминува. Кој би го одржувал просторот, кој би плаќал сметки, кој би плаќал вода, која сноси одговорност за тоа како се потрошени средствата таму, кој би чистил секој ден, значи има тука и прашања за тоа викам треба тоа добро да се размисли. Јас слободно го охрабрувам доколку има неколку вакви иницијативи да креирате еден документ, да ги напишете едноставно вашите мисли, што тоа сметате дека треба општината да направи, како би требало да изгледа тој центар, каде би бил тој центар, па да видиме после да разговараме и да ги согледаме кои се можностите, како се можностите, кој би стопанисувал, кој би го користел тој центар.
Сега можеме да преминеме на доколку е исцрпано све областта во структурата индикаторот на Да, само сакала да додам што за подбузвање на инфраструктурата, да сам сегова не е стрикно само за младите, меѓутоа општината континуирано работи на инфраструктурата и тоа гледаме дека моментално центарот на градот се реконструира и булеварот, со тоа се додаваат нови велосипедски патеки, што тоа е навистина еден добар чекор за развојот на спортот и релаксација на младите лица, кажам не само на младите, меѓутоа и за младите. Започнат и проектот на езерото, каде што ќе има одбојкарски, кошаркарски игралишта и голема велосипедска и пешачка патека и веќе направен проектот на Маркови кули, се што за жал веќе се изгорени ледниковците кои што беа поставени од страна на UNDP. Европската унија беше проект, го доби општината. Меѓутоа е направен патот горе до Марковите кули, се уште стојат тие почивалишта што се нели дури до кој бил догоре, да се стигне до Марковите кули, така да и од тој аспект на инфраструктура се работи за подобрување, тоа е само младите да останат во општина. Конкретно случај се како? Да, затворениот базен кој се очекува да биде готов наредната година исто во населбата Точило, кој што ќе биде еден огромен, да запишем има, еден огромен спортско-рекреативен центар, каде што едноставно младите ќе можат да извршуваат десна спортска активност, меѓутоа и да се дружат, да се запомнават. Во однос на индикатор инфраструктура се слуша на друг аспект, да е важно, се важни работи се за младите, меѓутоа дали сте воопшто запознати со сите работи што ги кажат, така да не се од младите, дали знаете што општината прави, базен, патот, од тука присвојуваме нормално. Сега преминуваме на локален младински совет и младинско учество. 50% од експертниците не знаат дали во својот општина има локален младински совет, како што кажавте, сте во работи, сте уште сте на почеток, меѓутоа доста млади препознаваат одредени активности кои ги прават локален младински совет, како анкета на младите европски предности, волонтира и инспирирај, кинопроекции, културни настани, фестивали, особена активност во образовниот меѓународни проекти и размени. Тука каде што се набројани активности, сметам дека некоја забавна е на самата. Ова не се активности кои ги распоредува локалниот младински совет. Ова е во прашалникот што одговорила на Ова е некој неверојатно погрешно нешто. Неверојатно е закон заради тоа што има подозрение во тие, по младински совет. И делот активности би препорно дека се спроведува нивни, така да предпоставам за Што нема спроведува реално. Пошто ми кажавте 4 месеци фати ковид, така да... Младински совет е организација. Совет. Добро, значи постои збунатост кај младите што е советот на млади при општината дело на општината и организацијата на Предпоставам дека не се разлика по меѓуједните збунати. Ова се дела на одговорите, меѓутоа веројатно младите мислат дека Ние сум сега тоа, ги памтат тие иницијативи и нормално со сличност на Во нивето. интерес на време можеби и да ги споиме локални младински служби и со локалната стратегија на млади, затоа што веќе разговаравме по тоа. И сега во самите младински интервјуа сметаат дека начинот на избор на локална младински совет е на нетранспарентен начин. Само да се го искажам, ќе можеш да кажеш кој е твоето мислење. И една од нашите препораки е измена на статутот на општината за основање на локален младински совет. Предводена и предвидена според законот за младинско учество и политики. Избор на представници на локален младински совет, исто така по принципите кои што се наложени во законот односно создавање на собранието, среднината само ги избира представниците кои го представуваат младиот човек во самиот локален младински совет. Креирање на тела за соработка со невладиниот сектор и со младите луѓе, значи тело, дали ќе биде телото креирано од локалниот младински совет или од општината останува
на вас и назначувањето на службени персонали за така е много важна компонента, затоа што тој треба да ги консолидира сите работи што ќе се случуваат на темата млади во општината и на целокупното локално ниво. Сега да преминеме на локалната. Ајде само да кажам две работи по основа, значи почнуваме измена на статут на општината разговараме веќе. Меѓутоа, како сумата од правниците е кажано дека тоа не соодветства со законот за локална самоуправа. Заради тоа некаде во некои општини е вклучен, меѓутоа дискутабилно е помеѓу правниците, што е во некој Што сам кратко, значи, за да не се разбереме повеќе, моменталниот совет на млади во рамките на општина не функционира како советот од советници избрани од политичките партии, туку функционира во рамки на Комисијата за заштита за социјални работи и заштита на правата на децата. Значи нема самостоен правен субјективитет. Не располага со собствен буџет буквално никак. Целокупната поставка за избор на членовите на Советот на млади оди преку објавување на јавен повик од комисијата. Значи млади, секој млад заинтересиран активист, член на младинска невладина организација може да се јави на тој јавен повик, потоа значи комисијата на своја седница избира во зависност од се не знам да се имат утврдено нивни критериуми, избира членови кои што ќе бидат членови на младинскиот совет во рамки на таквата комисија. Ниту има своји собствени органи советот, ниту има задолжено конкретно некој за спорт, некој за култура. Сам да ви кажам дека не функционира на принцип како што функционира советот во рамки на општината на Старија, односно избрани представници од политички партии. Затоа, јас од она што сум информиран досега, постојат општини каде што на собствена иницијатива се формирани младински совети со самостоен правен субјективитет. Значи, како самостојни дела, не во склоп на некоја комисија, не во склоп на општината, и располагаат со собствен буџет и се директно инволвирани во младинските политики преку учество во наседниците, кај што заседава, да речем, советниците на, ајде го рекол, Советот на Старија. Воедно, тука биват млади советници присутни, што се млади во Советот, може Советот на Старија. Добре, не, ако има некои слова, може да се надоврзи да се каже. Така, меѓутоа според законот, локалниот младински совет ќе биде тело на општината, меѓутоа ќе биде автономно тело. Ќе биде тело кое што нема да биде формирано никоја комисија. Согласно новиот закон. Согласно новиот закон. За таа цел ќе треба да се направат измени и уште еднаш да се повтори самиот избор на локалниот младински совет за да биде во рамките на самиот закон. Имаше иницијатива пред повеќе години од страна на Агенција за млади и спорт, пратија уредба до секоја општина, налог пратија до секоја општина се формираат локални младински совети. Беа сформирани 63 декларативни младински совети. Од тие 63, верувајте 3 или 4 профункционира и тоа не ги застапува потребите на младите, туку организира различни културни настани за кои што има многу други културни друштва и невладини организации кои ги прават истите работи. Значи не ги застапуваат потребите на младите на општинско ниво. Така што како што кажеме на почетокот, законот може да представува пречка, но доколку ние го адаптираме на нашите потреби, на нашите услови и ги вклучиме младите во целиот процес, во тој случај тие ќе чувствуваат припадност кон локалниот младински совет. Локалниот младински совет, членовите, треба да бидат припознаени од сите млади луѓе. За жал, иако е малку период, младите луѓе очигледно има забуна кој е што е Youth Council Прилеп или младински совет Прилеп, што е совет на млади Прилеп, затоа што се многу слични имиња. Значи, треба да се работи на промоција и на застапување на младите. Представува еден мост меѓу младите и меѓу општината, односно младите да имаат слобода да ги адресираат своите потреби кон локалниот младински совет. Сега некој само девојче требаше така па ќе продолжиш. Јас имам само едно прашање. Локалните младински совети се предвидени со законот за младински политики. Дали тоа значи дека
според сегашна, за веќе постоечки. Постоечкиот совет на млади и тој што треба да се избере според новиот закон. Тука сакам да се надоврзам и беше следната тема на разговор, кај тоа што согласно законот за млади форма како што е донесен, нашето функционирање во рамки на комисијата буквално веќе негови смислата ние правно сме исклучени. По проста причина што советите, младинските совети или локалните совети на млади, што се предвидени по законот за млади, се предвидени во потполно друга форма и во друг субјективитет. Оваква форма како што ние постоиме, не гледам причината за нашето постојање или тоа што во ниту еден момент со законот за млади ваквите совети како што се во моментов не се отпатени. А кога точно формирани се изменува? Мола? Кога точно формирани? Крајот на 8-мината година. Предходно постоеше во Предходно постоја, последниот состанок, ако не се лажам, од оно што имав можност да превараме, да речем, да најдеме предходни состаноци, 2015-2016 последен состанок и тука завршила... Тоа е цел сега, че кажеме, таа транспарентност не постои. Како може, значи, жителите нашите да прилет, да не знаат дека од 2003 дава дека постои тој младински совет. Добро, 2014 се формира. Тоа предходно, значи од 2011-2012 можело да речеме зошто е на веб страната предходните, не се значи предходните нема да прочитаме ние ништо или владите да се информира, нема ние да извлече, да речеме, задржување на седмица. И затоа не знаат денес во 2020 година младите дека тоа воопшто тело постоја. Затоа што тоа и во изминатите години било воопшто не функционирало. Може би било за самите членови, да. Може би за самото тело било недоволно биле мотивирани од овие причини што моментално председател ги кажува, пошто нивната улога е во случајот маргинализирана. Значи јас сакам да кажам дека воопшто не е маргинализирана нивната улога. Тогаш зошто се прилагат следовите дел од својата Не, зборувам согласно законот. Не, поречки, воопшто не е маргинализирана со оглед на тоа што вие сте тие кои што треба да примаат иницијативи од младите лица сега со поддршка на општинската администрација. Потоа, вие да убедите Комисијата за општествени дејности и правата на деца зашто треба да одделат буџетски средства за тие и тие проекти и да се направи нешто ново и креативно. Вие воопшто не сте маргинализирани. Да, сега во 2020 година се донесе нов закон и сега треба да се направат некои измени, меѓутоа о том потом. До претходно вие бевте во 2019 веќе формирани, заради тоа што мораше да се убрза процесот на формирање на младински совет. Веќе немаше смисла само општината воопшто немаше. Младинската стратегија 2015 истечена. Значи, младинскиот совет заедно со општинската администрација има за задача да направи нова младинска стратегија. Воопшто не сте маргинализирани. Бидејќи советот како што учествува во давање на буџетски средства по однос на ред активности, спортски клубови, здруженија, фондации и слично, така треба да дава и буџетски средства, да одобрува буџетски средства на проекти кои реално може да се имплементираат и кои што, ајде да не речем народски, држат вода и кои што ќе привлечат многу млади да се вклучат во тие проекти, ќе даваат иницијатива. Уште повеќе за младите се вклучуваат во нови проекти, да имаат нови идеи, да бидат креативни и да создаваат нешто ново, тоа е не цел. Само сакам да напоменам дека според повеќе истражувања, не само според това, дека и улогата на советот не треба да биде креативна и да прави проекти, туку треба да ги застапува. Интересите на младите. Тоа и кажам да застапува, значи младите носат иницијативи кај нив, носат иницијативи за проекти, за креирање на младински политики и заедно со општинската администрација се вклучуваат во креирање на младинска стратегија, односно проекти. Затоа ви кажам, че тоа беше целта на мојот, дека не сте вие воопшто како совет на млади маргинализирани. Вие дали некојаш сте пробале да конкретно да соработувате со Комисијата за општествени дејности, па да видите како Комисијата би реагирала на некоја иницијатива или на младинската стратегија што треба советот да го Не е проблем, не излезе дека, односно не ми е дека општината не соработувала со нас или било што друго. Само ќе кажам дека и прашањето што го постави името беше Александра, беше во субјективитет како што моментално постои советот на млади,
А согласно Законот за млади што е донесен нов, треба буквално да се формира паралелен совет на такви. Значи треба да функционираат два младински совети, условно кажано. Не ми беше паметата дека сме до толку или до степен организирани да не можеме да креираме проекти или да правиме проекти, односно да прибираме и да предлагаме проекти во име на иницијаторите, туку дека ќе настане забуна ако се имплементират догревност она што е напишено реално во Законот за млади, преди тоа што ќе постојат паралелно два совети на млади. И ако досега младите беа збунети, мислам дека уште поголема забуна ќе се крие во тој доколку. Во тој случај сигурно треба да се, сега не можам да кажам што не сум правник, не сум вклучена во правната служба, меѓутоа правната служба при Советот на општина Прилеп континуирано дава совети како треба да функционира некое тело, така да и дефинитивно би консултирале нив како понатаму би се движело, дали би се формирало ново, дали би се реализирало, сигурно нема да има две тела во еден случај. Да, меѓутоа би сакала да ги замолам другите млади луѓе што не се вклучија воопшто во дискусијата. Оние окажат својот став за локалниот младински совет, би на крајот тоа ќе биде представничкото дело кое ќе ги представува на локално ниво, цел време едните исти збориме, па би сакала да го опуштам, да ви давам простор вие да окажете вашиот став. Тоа што знам дека има многу Михаел многу сака да збори, Наташа исто и така слободно. Не ме притискам. Кој се чувствува? Знаете ти? Како го гледаш локалното младински совет? Јас сакав да се придружам на локалното младински совет, сакав да видам учесник, но нема доволно информации како може да пристапам. Сакав исто да прашам за тоа, како може да пристапам до младинскиот совет. Значи, како што ти кажав, членовите како се избира во тој совет. Комисијата за заштита на правата на децата и социјални работи објавува јавен повик, односно сега лани беше да речем конституирањето на сегашниот совет на млади. По завршување на мандатот конкретно пошли за неколку месеци согласно новиот закон за млади преминува во старт. Предпоставам се, не знам каква е процедурата во рамките на комисијата за избор на нови членови, меѓутоа како што кажа, секој млад човек кој што е заинтересиран за младински активизам преку невладина организација, било што може на таквите јавни повици да се пријави и да со тоа значи да се вклучи во можноста да биде член од младинскиот совет, односно советот на млади во рамките на комисијата. Сега нема да рече затоа, затоа викам и јас не го знам точно деловодникот за работа на комисијата за избор на нови членови, меѓутоа ако не се лажаме, затоа викам до кој степен не информирам. Значи младинскиот совет сам се следи со своите членови, односно ти како председател се следиш сам на кој како по кој му истекува мандат. Кога му истекува на еден мандат, значи самиот младински совет мора да се конституира и да се состани и да даде до знаење на комисијата за заштита на правата на децата, дека иницијатива дека треба да се отвори нов јавен повик за да се вклучи уште еден нов член или уште 20, зависност. Дали некој си дава оставка од местото заради тоа што занимава странство или Филипина. Како беше отворен повикот? Да, јас тоа да го Како би стигнал, например, Јавниот знаеше минатото лето дека има повик. Јавниот повик беше отворен, значи беше пуштен повик кој траеше еден месец на веб страната на општина Прилеп. Исто така беше објавено на фејсбук страната на општина Прилеп дека тече рок од еден месец во кој што сите млади лица. Имаше неколку дел критериуми, сега што не се сеќавам, дека може да се пријавите, значи уредно беа доставувани до нашата архива вашите податоци во затворени книга и на седница комисијата за општествен дејност и правата на децата ги отвораја и одлучуваат тоа кој ќе биде член по основ на дадени критериуми од деловникот за работа. Меѓутоа дали сте останал да сите млади лица, видете, да, јас се согласувам, значи се согласувам на некои забелешки, наистина треба да се работи на пиар, особено на апдейтирано на веб страната и така.
Да, меѓутоа ги пракуваме сите млади лица да почнат да ги користат каналите кои што ги користи локална самоуправа, бидејќи верувајте ние не можеме да се разпленуваме по социјалните медиуми. Зборуваше и за како членови на Европскиот парламент се вклучуваат, да, меѓутоа тие се политички фигури. И јас како политичка фигура, например, можам да се вклучам и на TikTok кај сакам, што сакам можам да правам. Меѓутоа како јас како не знам како советник или еве прикривам што сте тука или како градоначалник или како председател на држава, од тој профил јас не можам кај на кој сакам социјални медиуми да се Може да вклучам. се земе за пример на Стефан Богоев, профилот на социјалните медиуми на општина Каркаш, кој е доста ажурен и доста активен. Значи, дури луѓе од други општини го следат и знаат точно што Да, прави. меѓутоа, Цвете сака да ти каже и исто правите уредно. Цвете сака да ти каже не може значи во името на ЕЛАС општина Прилеп на веб страната секој поединечно да земе значи да си Стефан Богоев како политичка фигура од неговиот приватна фан страна објавува и Општина Каркаш значи има пиар самиот него профил на пиар користи, значи тие се лапките кои што велиме дека треба да почне, меѓутоа затоа рекам да ЕЛАС општина е комплициран орган. Значи, градоначалникот е менлива, политичка фигура. Меѓутоа, службите, раководителите, внатре во општината, тие треба да имаат три водилки. Законот, стратегијата на владата и статутот на локалната самоуправа. И сега, видите, сакам да го Цвете спомна дека правниците толкуваат дека не може да се измени статутот. А правникот треба да знае дека до сега минимум 6 пати статутот треба да биде на општинава согласно закон променен. И при секоја измена на законот за локална самоуправа, статутот мора во рок од 2 години да биде променен. А овде имаме од 2003 година од првиот статут донесен до ден денес не пристапено по ниједна измена. И тука се знае кој може да смени статут. Значи тој е генералниот секретар на општината, кој што е надлежен за сите внатрешно организирање и работа на службите, советниците, имаме тука советник, кој што е правник, знаеш што зборува, но јас само не сум правник, меѓутоа го читав денес статутот. Има два начини. Не може, значи имаш обврски и права. Не, јас конкретно зборувам за тело како младинското. Сега правото да не навредуваме. Не, за статутот, пошто кажа, нели, дека има препорака за изменување на статутот. Да, значи имаш права и обврски. Правата и обврските се согласно измена на закони, статутот на локалните единици мора да биде усогласен со промена на законот. Тука нема дали може или не може. Добре, ама сега еве се смени законот, сакам да кажам дека тоа што прилагодувавме на тие закони што ни беа и да, во согласно со законот за локална самоуправа и сметам дека локални планински совет кања, за разлика што е под комисија за општествени дейности и правата на децата, има доста ингеренции и има многу можност да работи и да сработи. Исто така кога збориме за препознатливост на локалниот младински совет, вие сте таму членови, не сте политички фигури, така што вие можете на повеќе различни иновативни начини да комуницирате со младите луѓе, доколку за да ги привлечете, за да знаат кои се вие, да нема конфузија кој е кансел, кој е локален младински совет. Како комуницирате со младите луѓе, сега мене неформално ме интересира, како би пристапуваат младите луѓе, кај знаат дека точно вие сте членовите на локалниот младински совет. Значи, како што кажа, бидејќи релативно млади се формиравме, буквално, значи, во председател имаше представно на младинскиот совет, меѓутоа мораше да се ревентира, односно да се направи нова веб страна, тоест нова фейсбук страна, нова инстаграм страна, официјален мејл преку кој што може да се контактира и пред се, сите членови кои што беа избрани во Советот на млади се членови на други невладини, односно предлози на други невладини организации. Што значи директно секоја невладина организација чиј што член бил избран во рамки на Советот на млади, преку своите ограници може да контактира, односно да опира до голем број на млади луѓе кои што се или се членови или дошли во контакт со невладината организација. Значи мрежно, односно структурално, реално има допир Советот на млади до оголем број на млади луѓе. Би сакала да ги прашам другите членови на локална младински совет, затоа што цело време председателот се обрега, па би сакала да слушам и другите членови што... Советот на младите во Прилеп бил 9 членови. Јас ќе бидам искрена, до сега 9 членови на еден состав,
Не се сакаме. И би сакала да ги попитам сите млади кои што тука сакаат да бидат дел. Имаме некои членови кои што повеќе нема да бидат дел од Советот на млади од разни причини. Да влезат одговорно во Советот на млади, да бидат креативни и да бидат редовни на нашите следби, заради тоа што многу предloзи кои што беа радени за време на состаноците не беа усвоени и баш тоа што го кажат свете не можеме да стигнеме до една бројка за да побараме нешто, заради тоа што одлучувавме тројца или четворица за некоја идеја. Доколку некој сака, ако има конкурс во изтегнина, што кажа и председателот, доколку сте дел од некоја невладина организација или без разлика, доколку сакате да бидете иницијатори за покревање на култура во Прилеп или спортот и се едно, да бидете одговорни и заедно да направиме нешто, а не само исто пак, што каже Јован, сакам да бидам дел, ама само за да бидам дел. Значи, ако правиме нешто, да го правиме тоа одговорно и сите заедно, а не само да кажем дека сме дел од Советот на млади. Да, уште малку треба да превршиме во врска со локалната организација, која да се кажат свете е истечена од 2012 година. Да, треба да се работи. И треба иницијатива да има наистина инклузивен, транспарентен начин со вклучување на младите луѓе, да има и акцијски план и буџет за локалната стратегија, за да не остане уште едно мртво слово на табуре, затоа што многу стратегии, никакви дела и акции, би требало самата стратегија да има и акцијски план, буџет,